Почитувани, следите неделно интервју на Радио Слободна Европа, гостува градоначалникот на град Скопје, Орце Ѓоргиевски. Господине Ѓоргиевски, во Филхармонија дадовте отчет за 100 дена од преземањето на вашата функција. Меѓутоа, зошто одбравте во таков формат да биде отчетот, а не на пресконференција каде новинарите ќе може да постават прашања? Па добро би кажал најпрво дека тоа е мојот стил на делување. Јас така и како градоначалник на Кисела вода со настане ги одбележував сите оние моменти кога треба да презентирате пред јавноста што е она што сте го сработиле со нивните средства и како биле потрошени средствата на граѓаните. Сметам особено дека изминативе 4 години на отсуство на транспарентност на градот Скопје и целосна затвореност, дека треба целосно да го смениме текот и следот на настаните. Така што вчера, пред неколку дена, настанот беше направен пред околу 1000 наши сограѓани. Таму присуствува и медиуми, присуствува и новинари и сметам и во таа насока дека ќе продолжиме и понатаму да ги правиме настаните на отчетност, земајќи во предвид дека тоа ги чинеше 0 денари граѓаните. Така што и во наредниот период, секогаш кога ќе има нешто добро да се соопшти за граѓаните, да објавиме што сме сработили изминатиот период, секогаш ќе го правам тоа во ваков формат. Најавивте 100 нови автобуси во Скопје и најмалку уште 30 како дел од проектот БРТ. Кога на терен ќе видиме работи за БРТ, за првата траса? За БРТ-то прво ми е многу драго што конечно со ЕБОР го откочивме процесот. Тоа беше макотрпна работа, изминативе повеќе од 3 месеци колку што сум градоначалник во градот Скопје. Верувам дека некаде втората половина на оваа календарска година ќе започнеме со тендерирање на таа постапка. Тоа е сериозен проект за градот Скопје кој што генерално ќе ги среди овие гужви кои што ги имаме сообраќајни, а се поврзани со делувањето на автобусите во трасите во моментот во градот Скопје. Од една страна, од друга страна пак, како што знаете, повеќе од 30 автобуси нови преку овој проект обезбедуваме, што значи дека јас верувам дека некаде на почетокот на наредната календарска година најдоцна би почнале со градежните активности и би почнале со работа на терен. Рековте дека ќе ревидирате втората траса Киселавода до Радишани. Дали го направивте тоа? Тоа е доработка на проектот и веќе сериозен тим, како што споменав, работи на сето тоа. Видете, не е доволно ние да ги опфатиме правците Ѓорче Петров и Ново Лисиче. Нас не треба целосно опфаќање на градот Скопје, земајќи во предвид дека ние овој руиниран возен парк, флотата на автобуси со која што располагаме во моментов, која што долги години не е обновена, ќе ја обновиме со 100 автобуси и поддршка од страна на владата и дополнително уште најмалку 30 на автобуси преку овој проект. Ние ќе имаме доволно автобуси за да го покриеме цело Скопје. Затоа ни треба додавање на тие две траси, едната е Радишани, едната е према Драчево, каде што на граѓаните ќе им овозможиме комфорен транспорт од точка А до точка Б и при тоа што помалку да користат сопствени автомобили. Споменавте дека во моментов јавниот превоз се сочува со проблеми, меѓутоа зашто во моментов барем нема точен возен ред на интернет страниците, бидејќи граѓаните се жалат, гледаат едни термини на интернет, а во реалноста се соочуваат со доцнење на автобуси? Јас секогаш сум искрен во моите искази и настапи во јавност и ова ќе морам да го проверам со директорот, кој што знам дека Саши Илиевски дава се од себе изминатиот период. Најпрво, имаше информација пред неколку дена во јавноста дека 150 на автобуси биле секојдневно ставани во функција, уште 30 плюс се поправени, а стоја по гаражите изминатиот период, значи околу 180 автобуси имаме наши како јавно сообраќајно претпријатие ЈСП Скопје кои што се обраќаат на линиите низ градот. Ќе морам да проверам доколку има точна информација или забелешка од некој од граѓаните, ве апелирам да реагираат до градот Скопје, но и до јавното сообраќајно претпријатие, откако ќе ни стигнат новите 100 автобуси од владата, 30 автобуси преку БРТ, тогаш ние ќе можеме да дискутираме ако имаме некоја аномалија дека ние не сме направиле се, но во моментов јас давам се од себе со тоа што располагаме да го ставиме во целосна функција за граѓаните. Вашите планови се изградба на нови булевари, подземни сообраќајници. Меѓутоа, дали сметате дека проширувањето на улици е најдобар пристап во град кој веќе се соочува со сериозно загадување и прекумерна доминација на сообраќај? Па, јас имам паралелен пристап.
Од една страна ги решаваме тесните грла во градот, за нормален проток во сообраќајот да обезбедиме, повеќе кружни текови да можеме да изградиме, да нема застој на возилата, а со тоа и повеќе испуштање на гасови од возилата за да биде амбиенталниот воздух таков како што е години наназад, особено зимскиот период, но дополнително и обрнуваме внимание еве и на еколошки транспорт. За од двете страни процесите да ги заокружиме онака како што треба кога станува збор за транспортот. Ние не можеме амбиенталниот воздух во главниот град да го подобриме единствено ако набавиме екоавтобуси или единствено ако ги прошириме булеварите и овозможиме понормален проток од оној кој што го имаме во моментот. Тоа се многу процеси кои што треба да ги завршиме наредниот период. Тука спаѓаат и домаќинствата. Тука спаѓаат и гасните централи на кои што работиме интензивно со владата, обезбедувајќи позиции кои што би биле во идни на гасни централи, преку кои што оние домаќинства кои што користат цврсти горива, односно дрва изминативе 30 и повеќе 30 години, би ги обезбедиле со еден топловод за да може алтернативно гориво да користат. Тоа се и мерки и субвенции за такси превозниците, кои што се над 2500 во главниот град за да можат да го обноват возниот парк и да користат еко возила. Така што ова е сплет на околности во кои што ќе треба да влијаеме помалку во секоја сфера, но на крајот на денот тоа е процес кој што започнува од граѓанинот, а завршува до централните институции, односно до владата, не само до градот Скопје, во кој што сите ќе треба по нешто да дадеме за да го постигнеме ефектот онака како што треба. Во однос на доминацијата на автомобили и моторизиран транспорт во градот, забележувате ли дека се почесто се нарушуваат и малкуте зони без моторизиран сообраќај како на кеот на Вардар или во градскиот парк каде граѓаните пријавуваат на пример движење на мотори? Се слагаме искрено како и на најголем дел од нашите сограѓани, несовесноста на поединци и мене многу ме пречи. И затоа изминатиот период, можеби е минорна работа, но треба да ја споменам, повеќе од 300 столбчиња имаме постојано на разни позиции. Еве ако тргнете булеварот Борис Трајковски со години беше узурпиран тротоарот и велосипедската патека таму од паркирани возила. Сега започнавме цел потек да го средуваме со столбчиња. Исто на многу позиции на кеот поставуваме столбчиња, онаму каде што беа практично и извадени во минатото, но некогаш имало столбчиња. И така ќе продолжиме во наредниот период овозможувајќи бариери преку кои што нема да можете да има такви девијантни појави. Во однос на ова прашање, кулата најакна во однос, според најавите ќе има два ресторани, еден ротирачки, еден на приземјето. Како гостите ќе стигнуваат до таму? Дали останува само жичарата или ќе се дозволи автомобили да одат до врв на водно? Лично јас сум да не се дозволува да има автомобили на кои што ќе движат кон врвот на водно. Или да бидам попрецизен, од средноводно според мене не треба да има возила кои што ќе движат нагоре, освен некои специјални возила. Знаете и самите, јас тоа, откако ќе го средиме автобускиот транспорт, би го регулирал подобро со еден автобус кој што ќе се обраќа и ќе може да го користат некој кој што би посетил таму, но во моментов немаме ни барање добиено за тоа, ниту па во моментов планирам да дадам дозвола за движење на автомобили таму. И уште едно во однос на јавниот простор, кога конечно ќе заврши проектот Скопје 2014, бидејќи некои згради веќе повеќе од 15 години имаат градежни работи таму, кога граѓаните ќе добијат плоштад без градилишта? Веќе ние поднесуваме барања до владата на Република Македонија и тоа не е искоординирано со председателот на владата, кој што морам да истакнам дека изминатиот период ми е силна поддршка мене на градот Скопје и на скопјани, за да оние фасади кои што беа започнати пред неколку години, но беа оставени, како што споменувате и вие, да го наградуваат ликот на центарот на градот, да се ги довршат. И верувам дека за скоро ќе биде прифатено тоа барање од нивна страна и ќе започне со процес преку созарат за довршување на фасадите таму. Зошто Скопје со години не може да стане град како другите европски метрополи, каде нема да има ниту едно куче скитник по улиците? Зошто? Поради инертноста на институциите со години и поради неодговорноста од друга страна на делот. Значи не е пари проблемот? Сметам дека не е пари, секогаш во прашање. Ние имаме и законски регулативи кои што за жал му дозволуваат на некого да прави тоа што сака да го направи.
Во многу европски метрополи тоа е регулирано со закон да вие немате можност девијантно да влијаете во општеството и каде што ќе ви текне да оставите куче на улица, во парк или во некоја нива во руралната средина, или пак да дојдете од друг град, дали од Тетово, дали од Гостивар, дали од Велес, па едно комбе цело со 20, 30 или 40 кучиња го истурите тука практично, народски кажано. Така што во наредниот период имавме ние неколку интензивни состаноци со Агенција за храна и ветеринарство, со директорот, со кој што имаме одлична соработка. Ќе работиме на законски измени, прво. Дополнително, за разлика од минатото, еве годинава предвидовме во буџетот и веќе се припремаме да ги зголемиме капацитетите на лајка, за да може кучињата скитници да имаат хуман третман таму, но таму ќе направиме еден голем парк, каде што тој парк ќе можат граѓаните да го посетуваат, особено граѓаните кои што имаат помали дечиња за викендите, да стане едно место за игра, за забава, но и место од каде што децата ќе си отидат со свој миленик дома. Така да ќе работиме и на моментот на посвојување на кучиња. Сметате ли дека во текот на вашиот мандат ќе го решите овој проблем? Убеден сум, како и многу други проблеми, дека и овој ќе го решиме. Дека ќе има повторно ситуација од над 400 наши сограѓани кои што ќе бидат каснати по улиците. Дека градот ќе плаќа над 500.000 евра годишно за судски трошоци и за износ кој што се однесува на етена повреда или оштета по однос на каснувањето од куче, нема да биде таква состојбата. Дали јас до крајот на мојот мандат нема да има ни едно куче скитник по улиците, не можам да гарантирам, но дека далеку ќе бидеме од она што сме денес, тоа со сигурност го гарантирам. Рековте дека во Скопје има 60 до 80 нелегално изградени објекти и дека ќе одите до крај за ова. Што значи тоа? Ќе вршите притисок врз институциите да... Не, тоа се однесува на оние објекти кои што знаете, како тобака или времени објекти, практично го наградуваат првенствено ликот на целиот наш главен град. Еве како оние објекти, десетина кои што беа наспроти Holiday Inn со години таму. Таму имаше кебапчилници, таму имаше разни објекти кои што, освен што го наградуваа ликот на градот, има и несоодветни оджаци кои што знаете на што личеше тоа. Ние сме, нели се стремиме да бидеме современа европска метропола, градот Скопје. И ако сме така насочени да бидеме, тогаш треба во таа насока да ги движиме процесите. Тоа значи дека склучивме меѓуопштинска соработка со општините во градот Скопје и тоа значи дека нема да правиме притисок, но нема да бидеме инертни во периодот кој што следи. Според мене не треба да остане ниту еден таков времен објект, кој што од една страна го наградуваше лицето на градот, а од друга страна влијаеше негативно на безбедноста на нашите сограѓани. Блокирани беа велосипедски патеки, тревници беа блокирани, пешачки патеки беа блокирани на многу позиции, еве како во општина Чаир, кај што имаме започната постапка на Битпазар практично, граѓаните мораат да движат по булеварот затоа што е узурпирана пешачка и велосипедска патека, тоа го нема никаде во светот. Што ќе биде со тие дивоградби за кои велеше вашата претходничка, градоначалничката Арсовска? Видете, ние како град Скопје немаме градежна инспекција. Затоа правиме меѓуопштински соработки со општините во рамките на градот Скопје. Предпоставувам на некој од наредните седници ќе направиме и меѓуопштинска соработка со општина Центар. Во моментов мислам дека имаме со Чаир, во моментов имаме со Центар, со Карпош, мислам дека и со Кисела вода направивме и аеродром, така да ќе ги опфатиме сите скопски општини. Што значи тоа? Тоа значи дека никој од градоначалниците скопски нема да може да рече дека нема средства за некого да го струши, или нема средства за некаде да постапи. Ние имаме јавно предпријатие кој што ќе постапува во име на народот кој што бара правда. И јас тоа ќе го овозможам. Секаде каде што има дивоградби, а каде што во минатото се користеа некакви форми за да се избегне постапувањето таму, се ќе го надминеме со тоа што градот ќе влезе да помогне. Но јас на крајот на денот барам во однос на градежната инспекција или со измени на закон, и тоа го разговаравме со министерот за транспорт, да ми се овозможи и градот Скопје да има градежна инспекција за да можам да постапувам јас, или нека се централизираат градежните инспекции да одат од еден центар. Какафоничноста во минатото дава можност
да некој ја избегнува правдата. И тоа се случувало често пати. Кога Скопје ќе види капитален проект од типот на пречистителната станица? Пречистителната станица исто така беше еден од проектите кои што целосно ги одглавивме. Чекаме висок европски представник за да направиме увид заедно со медиумите таму на лице место. Јас сум бил неколку пати досега, имаме прогрес, таму е практично цел град. Огромна површина и нешто многу сериозно за кое што ќе бидам горд до крајот на мојот мандат, од она што сум информиран од терен, бидејќи немаме апсолутно никаква кочница. Целосно сме влезени ние во процесот, како град Скопје, логистички да помагаме, компаниите сериозно работат таму, водовод и канализација, сериозен фокус има новиот директор и цела администрација од водовод и канализација. Од она што го имам како информација, а и состојбите на терен кажуваат за тоа, до крајот на мојот мандат конечно Скопје ќе има пречистителна станица. Околу новиот Луна парк, дали тој ќе биде исклучиво за деца или ќе биде и за возрастни? Како забав... Добро, тоа е забавен парк кој што јас кога сум имал можност во странство да посетам некој Луна парк, јас не сум гостил детето само, например, на ролер костер, туку јас сум бил со детето таму како родител, така што ќе биде за сите возрасти. Конечно Скопје ќе добие Луна парк и како што ветив на граѓаните, јас сум длабоко убеден дека ќе успее и постапката, во финална фаза е тендерската постапка. Верувам дека ќе биде избран сериозен изведувач на истото и дека до некаде јуни 2027 година ќе може да сечеме лента и конечно оној гап на генерации меѓу кои што сме и ние, кои што израснавме без Луна парк и можност да имаме едно такво место на забава, сега за нашите деца добиеме едно место каде што тоа место ќе им изгради спомени, но и ќе можат среќно да го помина своето детство. Господине Георгиевски, ви благодарам за интервјуто. Ми беше чест и задоволство. Почитувани, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.